Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е председателот на Државната изборна комисија, господинот Оливер Дерковски. Господине Дерковски, до каде Државната изборна комисија со подготовките за предвремените парламентарни избори? Државната изборна комисија, со оглед дека треба да го дочека моментот на распишување на изборите, се подготвува, меѓутоа на начин што ги прави оние неопходни припреми и подготовки за предстојниот изборен процес, меѓутоа сепак ќе мораме да почекаме да се распишат изборите, за да почнеме да ги спроведуваме тие действија. Сега се од претежно организацијски карактер, се со цел да се превенираат одредени настани во идниот период кој што ќе следат. Имате ли направено одредена пресметка за тоа колку ќе чинат овие предвремени парламентарни избори? Согласно она што го видовме со предлогот на буџетот кој што сега е во собраниска процедура, пресметките се дека некаде нешто над 6,7 милиони евра се предвидени пари за престојните избори и имам информација дека тука ќе има уште амандманска интервенција со некаде уште околу 1,5 милиони евра, значи некаде над 8 милиони евра ќе чинат овие избори. Тука морам да напоменам, вклучувајќи ги парите кои што ќе ги потрошат и медиумите, затоа што сега согласно најновите законски измени на изборниот законник од минатата година, медиумската кампања што се води за време на изборната кампања ја плаќа државата. И се претпоставува дека најголем дел од тие пари ќе одат во кај медиумите, додека организацијскиот дел, спроведувањето на изборите и така натаму, она што е основна надлежност на Државната изборна комисија, ќе чини нешто помалку од 3 милиони евра. Во изминатиот период во судница се слушаат сведочења од вработени во Министерството за внатрешни работи за издавање на лични карти на гласачи од Пустец. Можете ли да гарантирате сега дека избирачкиот список овој пат е чист, односно ги нема овие така наречени фантомски гласачи? За Државната изборна комисија списокот е чист во проценти колку што дозволува ситуацијата, затоа што тоа е континуиран процес. На избирачкиот список се наоѓаат сите граѓани кои што имаат државјанство на државата и се полнолетни постари од 18 години. Што значи секој што добил лична карта или пасош на нашата држава се наоѓа на избирачкиот список. Ние не навлегуваме во причините зошто и како и кој добил лична карта. Од моментот кога ќе го добие тој документ, тој веднаш влегува на избирачкиот список. Управните постапки кои што се водат во Министерството за внатрешни работи за добивање на лични документи не се наша надлежност. Доколку има такви граѓани кои што се наоѓаат на избирачкиот список, треба во иста таква постапка за одземање на правото на поседување на личен документ, на лична карта, да се спроведе и да им се одземе. Во тој случај тоа ќе бидат тргнати од избирачкиот список. Се додека не е така, тие се на избирачкиот список. Исто така, на избирачкиот список можете да најдете граѓани кои што одамна се починати, а се уште стојат на избирачкиот список. Зошто е така? Затоа што може да биде избришен граѓани кој што починал само со лекарска потврда, со документи пријавен од негови роднини и блиски, за да може да го избришеме од списокот. Тоа се моментите кои што на некој начин го оптоваруваат овој избирачки список, меѓутоа тоа не е во драстични големи размери кои што можат да предизвикаат било каква штета на изборниот процес. Ние во меѓувреме и тие работи ги прочистуваме, континуирано ги добиваме податоците, ги собираме и се обидуваме колку што може да ги сведеме во некоја разумна мерка. Меѓутоа, не секогаш зависат работите од нас и од нашата надлежност, затоа што лични документи издаваат други органи. Ако добро ве разбрав, значи жителите на Пустец кои што имаат лична карта се уште се на избирачкиот список. Можно е да се уште, односно веројатно се уште, се додека ја имаат личната карта и пасош. Во тој контекст, дали Министерството за внатрешни работи или евентуално обвинителството до вас поднеле некаква преставка или барање? Не ни можат и не треба да поднесат, затоа што тие треба во своите постапки, доколку утврдат вина при издавањето,
на таквите лични документи, во тој случај треба да му наредат на органот кој што ги издал тие документи да ги отповика, да ги поништи. Во ниедна друга ситуација не може да бара од нас или од било кој друг орган да се спроведе било каква постапка. Затоа што да се разбереме, тие граѓани имаат наше државјанство. И тие како и сите други граѓани кои што имаат наше државјанство, во различни постапки добиено, имаат право на глас. Но овие имаат и лична карта на која што немаат право. Не би рекол. Не би рекол. Ако се провери добро, ќе видите дека имаат лична карта со живеалиште, со се, значи ги исполниле законските услови за добивање на таков документ. Но во суд тврдат дека без исполнети услови добиле лична карта. Сите имаат адреса. Што мислите, од каде се адресите кои што ги имаат на избирачкиот список? Ако добро се сеќаваме на процесот, тоа беа 70 луѓе во еден стан. Да, ма имаат адреса. И денес имате на адреса скупи број 3-500 луѓе, да речеме, се карикирам. Предпоставам, не се толку, меѓутоа има на истата адреса цела населба. Тоа не значи дека немаат адреса луѓето. Значи, тие се моментите во избирачкиот список, сакам тоа пластично да ви го објаснам, заради пред се надлежноста на локалните самоуправи за водење на адресните системи во државата, улиците, адресите и така натаму, и постојаното менување на улици, на имиња, називи и адреси, се доведуваме во ситуација да во избирачкиот список имаме, например, на вашата адреса и уште 3 лица со кои што се на вашата адреса се водат. А вие знаете, например, дека не е така. Ме разбирате? Тоа се пропусти во постапката за издавање на лични документи и водење на адресарот. Кога тоа државата ќе го регулира, ќе ги немаме тие моменти. Ама за изборниот процес, тие се граѓани кои што имаат личен документ валиден и тие треба да бидат на избирачкиот список. Не навлегувам кои се, што се, какви се, не се само отпустец, таму има од секаде државјани. Значи, кои што добиле право да бидат на избирачкиот список. Прашањето за една изборна единица во собранието се уште е отворено. Дали има доволно време до 12 април Државната изборна комисија да го смени системот и да спроведе избори со една изборна единица? Државната изборна единица, значи тоа е пред се политичка одлука, ќе видиме како ќе се одвива процесот, меѓутоа ние како орган на државата кој што е заложен за спроведување и организација на изборите, сме спремни и мора да бидеме спремни. Сега ние одржавме избори за една изборна единица. Значи претседателските избори беа избори во една изборна единица, така што не е некој проблем тоа од технички аспект да се реорганизира. Треба некои одредени промени, измени и така натаму, меѓутоа не е невозможно тоа. Кој е вашиот личен став? Што е подобра варијанта? Една изборна единица или досегашниве 6 или пак можеби 120 како што бара опозицијата? Доколку се одлучат политичарите за една изборна единица, ја би им сугерирал да има изборен праг. Во таа ситуација ќе овозможиме избалансираност на политичката сцена. Мнозинскиот изборен систем, 120 изборни единици, е најправичен. Затоа што тогаш гласате за опции и еден глас носи победа на опцијата, која што добива пол легитимитет и тогаш учествува во спроведување на својата програма и извршната власт и таа е потполно одговорна. Многу често во некои системи има таков мнозински изборен систем. Во најстарата демократија, да речеме, во Англија, во Велика Британија имате сличен со императивен мандат. Таму гласачите можат да го отповикаат пратеникот кој што не ги исполнил предизборните ветувања и со одредена бројка на гласови кои што е потребно, односно подписи, собираат и го отповикуваат доколку не ги застапува нивните интереси, што за Македонија би било прилично добра опција во идниот период да се размислува. И третата опција е комбиниран систем кој што ние го имавме во еден период. Тоа е мнозинско пропорционален систем кој што исто даваше одредена избалансираност, меѓутоа па се користеше моментот на пропорционален модел кој што го зафаќаше делот да се обезбеди сигурност на политичките елити да учествуваат во парламентот во целиот процес. Значи може да заклучиме дека треба да се обезбеди што е најважно во државата, да се обезбеди
Не е битен моделот, системот и овој ваков како што е, не е лош, се покажа, изминатите години е применлив. Треба да се обезбеди правото на еден глас на секој граѓанин. Значи да не се злоупотребува правото на глас на секој граѓанин. Во моментот кога ние ќе постигнеме 100% обезбедување на правото на глас на секој граѓанин, да немаме инциденти од типот се потпиша Оливер за било кој друг и гласаше, во таа ситуација ние ќе немаме проблеми со изборите. Ние како комисија ќе се потрудиме да го подигаме нивото на сигурност во изборниот процес, за да се доведеме во ситуација, како што реков, да му обезбедиме на секој граѓанин да го има правото на глас. Добро, тогаш какво е во моментов нивото на сигурност? Па последните избори покажаа дека одиме напред. Значи имаше многу помал број на инциденти, се спроведоа на мирен начин изборите со мали исклучоци кои што во еден така, да речем, голем процес кој што се организира на територија на цела држава, во кој што само изборни органи имате околу 35.000 луѓе ангажирани, нормални се одредени недостатоци, меѓутоа се сведоа во едно разумно ниво. Ви благодарам за разговорот. Молам. Вам почитувани ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.